Јосип Броз Тито, непоколебливиот водач на социјалистичка Југославија, почина на 4 мај 1980 година во Љубљана, само неколку дена пред да го одбележи својот 88-ми роден ден. Повеќе од 3 децении стоеше на чело на државата, најнапред како премиер по 1945 година, а од 1963 и како председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Неговата смрт уште тогаш кај многумина предизвика чувство дека започнува распадот на една сложена држава. Денес, повеќе од 4 децении подоцна, неговото владење често се памети со доза на носталгија, како период на стабилност, релативен економски напредок и силен меѓународен углед. Тито се издигна на врвот благодарение на победата во Втората светска војна. Во октомври 1944 година со помош на сојузниците го ослободи Белград. Тој го предводеше еден од најорганизираните и најефикасни отпори во Европа, партизанското движење, кое стана символ на борбата против фашизмот. На заседанието на АВНОј во 1943 година му беше доделена титула маршал, а по војната стана клучна фигура на новата федерација. Неговата улога во создавањето на движењето на неврзаните му донесе глобално признание. Животот пред моќта. Роден во Кумровец во 1892 година во сиромашно семејство, Тито рано го научил занаетот како бравар. Неговиот живот го однел низ различни делови на Европа. Во Првата светска војна бил ранет и заробен, а во Русија бил сведок на големите револуционерни промени. По враќањето во кралството СХС се вклучил во работничкото движење и наскоро станал важен член на комунистичката партија. Затворањата и прогоните не го спречиле, напротив, го зацврстиле неговиот пат кон лидерската позиција. Клучни пресврти во неговото владење. Тито донесе неколку одлики што ја обликува Југославија. Во 1948 година му се спротивстави на Јосиф Сталин и го оттурна влијанието на СССР, избирајќи независен пат. Во 1950-тите години земјата доби значајна помош од Западот, што овозможи индустријски раст. Суставните промени од 1963 година и особено 1974 година ја децентрализираше федерацијата, што подоцна ќе се покаже како двосмислено решение. Иако за многумина неговото време било златна ера, историчарите често укажуваат дека токму овие реформи ја направиле државата покревка по неговата смрт. Последното испраќање на неговиот погреб во Белград на 8 мај 1980 година присуствуваа повеќе од 200 светски лидери, редок пример на глобална почит кон еден државник. Тоа беше момент кога светот застана, а Југославија влезе во неизвестна иднина.